вчера немало служба, се најавува за понеделник, имате ли информација зашто има служба и што ќе дискутираме на реката следната недела? Мојата предпоставка, без доволно информации, дека вчера беше прв работен ден на председателот на Собранието на Република Македонија, господинот Талат Џафери, после неговата посета на парламентарното заседание на НАТО во Канада. И дека тоа е причината зошто е одложена средбата, ако веќе била планирана. Инаку, мојата предпоставка е дека состаноците и на овој парламентарно тело ќе биде според предвидената динамика од претходно. Простите? Стварно не знам. Ова дело да се прикружи покрај ставот на партијата дека нема да учествува во делото за помирување и како според неофицијални информации за сега очекува да се надминат разликите во однос на законот за амнестија кој се прегура во ова дело. Јас очекувам дека пратениците од ВМРО ДПМН ќе се вклучат во овој процес. Искрено се надевам, зашто знам дека ги знам приватно, лично размислувањата на добар дел од нив, меѓутоа сепак станува збор за лична одлука. Да почекаме. Предпоставувам дека следнава недела можеби дел од работите ќе бидат веќе расчистени по однос на ова ваше прашање. Повелете. Како е конкретно организиране, дали сметате дека имате Сметам дека станува збор за два целосно различни процеси и дека буквално никако не смееме да ја поврзуваме. Притворот, кој е резултат на истрагата на специјалното јавно обвинителство, кое го донесло судството, и од друга страна процесот кој се води во Собранието за промена на Уставот и сето она кое што следува со него. Јас сум убеден, водејќи сметка за кооперативноста која ја покажуваме ние и инклузивноста, поврзана со буквално сите пратеници внатре во парламентот, дека двотретинското мнозинство веќе се подразбира. Инаку што се однесува за своето мислење, секој пратеник буквално има право на такво мислење и може и да не се сложи. Гледајте, не станува збор за преговори. Станува збор за процес во кој ние покажуваме кооперативност и разговараме со аргументи буквално за сите, не отворени, туку наметнати прашања, од секој пратеник во Собранието. Сето она што е возможно, што е реално да се реализира, заеднички ќе го реализираме. Дали тоа подразбира зголемување на мнозинството во парламентот, на пратеници кои се подготвени да гласаат за промена на Уставот? Искрено мислам да. Ви благодарам многу. Повелете. Со заменувањето на Тунцев во Агенцијата за цивилно воздухопловство, кој е координатор на пратеничката група меѓу двете организации. Прво, заменувањето на господинот Тунтев, на колегата Тунтев, не е потврдено за агенцијата, станува збор за партиски став. Раководството на партијата се уште го нема разгледувано ова прашање. Јас верувам дека ако се реализира ова што го спомнавте вие пред малку, дека за брзо време и партиското раководство ќе има одговор на ова прашање. Ви благодарам.